Добар ден, моето име е Александра Вуксановиќ. Еве што ни носи овој ден. Со новите провизии, еден пензионер годишно ќе им плаќа на банките до 100 евра годишно, доколку плаќа сметки на шалтер. Семејство пак од 4 члена, доколку се сите полнолетни, само за водење трансакцијска сметка и за електронско банкарство треба да издвои минимални 200 до 250 евра годишно. Во текстот на Валентина Ангеловска ќе ги најдете сите детали на оваа тема. Лидерите на земјите од Западен Балкан заедно со високи представници на Европската Унија денеска се собираат во Тиват, Црна Гора, каде ќе се одржи самитот ЕУ Западен Балкан. Од Македонија учествува премиерот Христијан Мицкоски. Главен фокус ќе биде проширувањето на Унијата. Евроамбасадорот Михаилис Рокас истомисленик со Кошта, па ни рече: нема сомнеш дека припаѓате во ЕУ, но уставните измени мора да се спроведат. Шкендија реагира: ако ФФМ не ја промени одлуката, ќе го напуштиме фудбалот во Македонија. А ФФМ одговори: нема да се носат одлуки под притисок, ниту ќе дозволиме уцени. Само 2 компании поднале понуди на тендерот на Министерството за здравство за набавка на 100 амбулантни возила, пишува 360 степени. Станува збор за јавна набавка со процената вредност од над 6,3 милиони евра, која што уште од самиот почеток предизвика реакции во јавноста и сомнежи дека условите се поставени така што ја ограничуваат конкуренцијата. Министерството за животна средина попушти по реакциите на иницијативата Стоп за усје. Инспекцијските контроли на загадувачите пак ќе се објавуваат јавно. А продолжувањето на интегрираната еколошка дозвола за титан усје повторно ги разгневи стручната јавност и еколошките друштва, ставајќи ги интересите на крупниот капитал пред интересите на граѓаните. Стручната јавност, лекарите, екологистите и сите засегнати страни добиваат само 30 дена да анализираат обемна документација, која ќе одлучува за квалитетот на воздухот и здравјето на населението во следните 7 години, реагира Левица. Професор во средно училиште во Кичево за време на наставата нападнал ученичка која завршила во болница со повреди, соопшти Министерството за внатрешни работи. Трагедија. 6-годишно дете загина во пожар што се случи утрово во Бања Лука. Израелските сили денес убија 4 и повредија најмалку 14 мина во 10 напади низ Либан и покрај напорите за спроведување на прекинот на огнот. Убиен е актерот Джеймс Хенди. 81-годишниот актер по јавноста го памети по улогите во блокбастерите Топ Ган, Маверик и Џуманџи, како и по споредните улоги во десетици телевизиски серии. Беше убиен во средата по напад со нож во Лос Анџелес. Полицијата соопшти дека бил убиен од синот на неговата девојка. А знаете ли колку светски првенства се одржани досега? И колку земји учествувале на сите досегашни светски првенства? Или пак кој играч постигнал гол на најмногу различни светски првенства? На нашиот сајт ќе најдете 26 рекорди и интересни факти од мундијалите. Македонски знамиња се веат во Мајами. А зошто? Бидејќи македонскиот борец Гого Славевски ја оствари 8-та победа во БКФЦ откако го совлада Џони Телјо со едногласна одлука на судиите. А во Скопската зоолошка градина ќе се јадат мекици. Се родија 2 бели волчиња. Ова беа дел од вестите што го одбележаа денот. Многу повеќе на slobodnpečat.mk. Ви посакувам убав викенд. Се читаме.